Семејството Биган е едно од многуте кои се борат со необјаснетата загуба на нивната ќерка Рози, која е починала на 2-годишна возраст. Rosie was so full of life. Рози беше полна со живот, беше многу среќно девојче. Цело време се шегуваше, сакаше да биде околу своето семејство. Being around her family. Yeah, I mean, she was our world. Таа беше нашиот свет. Целиот наш живот се вртеше околу неа. Она што започнало како обична семина вечер, завршило трагично со наоѓање на безживотното тело на Рози рано следното утро. For some reason, I just went into her room just to check on her. Поради некоја причина сакав да влезам во незината соба само да ја проверам, забележав дека е навистина мирна. Ја ставив раката на незиниот грб. Кога се разоткри, забележав дека не реагира, веднаш отидовме во болница. И покрај тоа што итно ја однале во болница, лекарите не можеле да ја утврдат причината за ненадената смрт на Рози. The medical examiner Лекарите не контактираа во рок од ден или два, се разбира, нивните првични наоди не дадоа ништо. Среде најлошиот кошмар, семејството Биган барало одговори. Можност за тоа дава неодамнашна студија на Универзитетот на Њујорк, во која семејството Биган се согласило да учествува. Истражувачите детално ја прегледале снимката од камерата во спалната соба на Рози и неколку други деца, откривајќи ја потенцијалната причина за нивната прерана смрт. Краток сет на напади. All 5 of the continuously videoed recordings Сите 5 континуирано снимани видеа покажаа ненадено случување пред снимката што покажа дека повеќе не постоеа знаци на живот. Видовме дека нападите беа кратки, беа помалку од 1 минута. Тоа беше шокантно за сите инволвирани. Лора Гулд го води ова истражување на Универзитетот на Њујорк. Таа трагично е изгубила сопствената ќерка од истата здравствена состојба на 15 месеци. when a child dies, Кога ќе ви умре дете, тоа е вашиот најлош кошмар како родител, а потоа следниот ден ќе ви речат дека не наше ништо лошо кај неа. Едноставно тоа не се објаснува. Обидот да го живеам животот без да знам што се случило, ме однесе на овој пат. Нападите забележани на видеокамерата заедно со резултатите од обдукцијата можеле да придонесат за подлабоко разбирање и потенцијално да се спречат слични трагедии. is there something that we can study from Дали има нешто што можеме да го проучиме од обдукцијата за да идентификуваме што е различно кај тие деца? И тогаш можеме да го искористиме тоа за да разбереме кои се ризичните фактори и да ги идентификуваме децата во ризик. Затоа овие видеа од камерите беа толку изворенен доказ за спојување на оваа приказна. Со расширената употреба на видеокамери во детските спални соби, постои малку надеж дека на крајот може да се појават вистинските причини за овие необјаснети смртни случаи.